Комодитетот да се биде во политичка фотелја, секој го ужива на свој начин. Но одредени политичари сакаат луксузни подароци, брда од донации кои што им ги даваат, бесплатни влезници, скапи ручеци и така натаму, но за се има граница и во секоја земја постои линија до каде и колку политичарите можат да ги уживаат овие комодитети. Во последните години во фокус на внимание новиот британски премиер Кир Стармер, кој што се соочи со дузина критики токму за донациите кои што ги добива низ годините и пред да биде на опозицијата за различни подароци и така натаму, ќе навлеземе подетално во оваа дискусија и како Британија се справува со оваквите ситуации и навистина ми е задоволство што и во оваа сезона ќе имаме можност и прилика да се дружиме со нашата драга колешка, дописничка и колумнистка од Велика Британија, Жанита Скерлев. Добре ни дојдовте. Good morning, добар ден, како сте? Good morning е вистинскиот поздрав и тоа со таков звонлив глас што не можам да го кажам како вас. Задоволство ми е што имаме можност и прилика повторно да најавиме на гледачите. Верувам за многумина омилена рубрика дискусиите со вас еднаш неделно кои што ги имаме. Да ве прашам како сте за почеток? Добро, не е лошо, секогаш кога сум во Скопје е убаво, уште поубаво заради тоа што тука е сонце, а во Лондон врне сиво и како еднаш правевме муабет и јас велев сабајле е темно сиво, па после преку денот светло сиво, па навечер пак темно сиво. Сите јаси на сиво, како филмот, така и книгата, така некако му доаѓа. 50 Shades of Grey, ама без она содржината таму. Нема човек волја за ништо. Споменав нешто во најавата, кој е фокусот на вниманието, какви се тие донации, колку тежи се во ова што богатство што го добил на сметка на неговата функција? Па сега, ако се суди според квантитетот, тоа ќе излезе дека е мачкина кашлица, дека не е ништо посебно и дека е толку минимално што не вреди да се спомне, но вреди да се спомне заради тоа што токму меѓу другите работи кои лабористите ги кажуваат во предизборната кампања беше дека нема да го прават она што го правеле конзервативците. И така добија огромен број гласачи, така имаат и комотно мнозинство во парламентот, меѓу другите работи се разбира. Меѓутоа, многу тешко е кога она за кое во предизборната кампања велиш дека нема да го правиш, излегува дека го правиш сега само малку, ама знаете, тоа е како трудна е, ама само малку. Не може, или ќе очекува дете, или не очекува. Така и со лабористите. И нормално дека се тргнува од врвот. Излезе дека премиерот Кир Стармер прифаќал донации. И тоа било прифаќал донации за да му направат два костума. Неговата сопруга прифаќала донации од еден моден креатор за добивала фустани на поклон. Вредноста на сите тие донации се 6000 фунти. 6000 фунти се според курсот, не знам, некаде 7.500-8.000 евра, што да кажеме не е нешто кој знае што. Во интервал додека е на функција? Да. Добро. Додека предходно не знаеме, нема истражувачите, посебно од конзервативните медиуми, не успеа да му најдат ништо. Меѓутоа сега е во жижа на јавноста, сега се што ќе направи се следи и се мери. Па ископа и дека за време на кога неговиот син ја подготвувал матурата, тој го сместил синот во стан на еден негов пријател. Сега излезе дека тој неговиот пријател е Лорд Али, доста богат и успешен бизнисмен. Кој е Лорд Али? Баш ме интересира. И еден од донаторите на лабористичката партија. И зошто го направил тоа, објасни дека син му пред нивната куќа кампираат фоторепортери цело време и дека детево требало да учи во мир и тишина и може секој родител, мислам дека ќе го разбере тоа.
Така што сега се случило тоа дека неговиот пријател е богат бизнисмен и донатор, може би случајно излегло тоа, може би не, меѓутоа не е добро за угледот на Кир Стармер. Заради тоа што овој пријателот е еден од најголемите донатори на лабористичката партија. И донаторството е составен дел од политиката во Велика Британија. Сите политички партии добиваат донации. Еден период тоа не беше регулирано, меѓутоа низ годините почна да се регулира, бидејќи се виде дека така богатите бизнисмени можат да остваруваат влијание врз политиката во државата. И се направи сега, например, дека мора да се пријавува, да се знае дека Бела дала 3 милиони фунти за лабористите, Жанета дала 5 милиони фунти, камо среќа да ги имавме, и не би ги давале да ние... хипотетички. Хипотетички, мислам, не би ги давале ние за политика, ние знаеме што би направиле со толку пари, нормално, знаејќи нешто за хуманитарни цели, нешто за нас и нашите. Меѓутоа, донаторите даваат пари, велат од убедување, меѓутоа да не се лажеме, тие сакаат да имаат свое влијание врз политиката во земјата. Не случајно ги даваат тие донации. Не случајно, не дека седеле така и се разбудиле еден ден и рекле, окей, сега ќе му дадам пари на Борис Џонсон или ќе му дадам пари на Риши Сунак или на Сер Кир Стармер. Туку имаат цели, тие се целите се заради тоа што можеби на вистина сака да успее политиката на одредена политичка партија, меѓутоа од друга страна сака да имаат и влијание. Англиските законодавци решија да направат, да донесат закони, се што е, прво беше над 7.000, меѓутоа се виде дека тоа е малку, се што е над 15.000 и нешто, сега нема земајте за збор, фунти. Мислам дека има, може лесно да се најде, дека или над 12 или над 15.000 фунти мора да се пријави. Мора да се пријави и да се знае со име и презиме, кој ги дал парите, колку пари дал. И предпоставам која е намената? Па не се бара намената. И тоа е интересно заради тоа што еднаш кога ќе се добијат парите, потоа нема правило на што да се потрошат. И тоа е, ајде да кажеме, квака 22 на некој начин. Сега добиваш пари од некој, на што ќе ги потрошиш? На плати, на кампањи, обично за кампањи се, како ќе бидат, меѓутоа не се должни политичките партии да даваат отчет на што ги трошат парите. Тука се медиумите кои будно следат што се случува и како се случува и, например, не дај Боже, некој да го фатат како во некоја кафана јаде, не знам, плескавица од редок вид на бизон, тоа ќе биде голема срамота. Наш домашен пример бифтеци и такви. Па сега зависи каков е, зависи од што е бифтекот, заради тоа што има бифтек и бифтек, нели? Меѓутоа, луксузни порции. Да, ако некој дава пример во земја која е во сепак економска криза и со инфлација која не е сега толку висока колку што беше, нешто се намали, меѓутоа ако давате пример, треба да бидете вие и со личен пример да го направите тоа. Сега новиот премиер очигледно не дава личен пример, со оглед на тоа што според тоа што пишуваат британските медиуми е лидер кој што највеќе подароци добил. Сега и тука не е баш така. Зависи кој медиум го читате. Ако го читате Телеграф или Daily Mail или некои телевизиски станици кои се финансирани од конзервативни определени бизнисмени, ќе излезе дека Сер Кир Стармер лом направил. И има хипокризија, а не е точно, бидејќи предходните
конзервативни премиери, тешко може и новинарите да им влезат во траг што се добро, ние имаме еден многу фин израз, еден турцизам, што се муфте добива. Политичарите изгледа секаде, освен во скандинавските земји каде што да се точаци на работа, кога ќе дојдат на власт имаат впечаток дека многу работи им се дозволени, дека многу работи можат да си дозволат. Освен кралицата во Велика Британија, која познато е дека во таа чантата која ја носи има само наводно само шамивче и едно карминче, дека никогаш не носи пари, ама не се кралици, овие не се политичарите од кралско семејство, па да не носат пари со себе. Мене, да бидам искрена, таа хипокризија ми пречи во Велика Британија, свртани кон Кир Стармер, му собра се вкупно дека она што го добил од гардероба и од билети, бил на Тейлор Свифт, така, значи на концерт, картите и фудбалски надпревар и 6000 фунти дека било сето она што го добил како фрибис, што го викаме ние, како неплатено, тој си ги врати тие. Тоа ми беше прашањето, како реагира тој на ова? Што вели тој на синовија? Тој напади дузина критики кои што ги добил. Тој за синот велеше, мислам дека тоа го оправда, бидејќи вели дека секој татко би го направил тоа за својот син. А за костумите и фустаните на жената ги плати, рече дека направил грешка. Пак велам, има многу хипокризија заради тоа што предходните конзервативни пратеници беа облечени и тие и нивните жени, а да не зборувам и за тие другите пријатели и познати, така? Од глава до петици во некои брендови за кои тогаш не се бараше, а и не беше тоа толку одамна. За Арсенал, за одењето на фудбал, јас мора да кажам тука конфликт на интерес, јас сум арсеналовка од кога знам за себе, и тој имал годишна карта, меѓутоа сега клубот Арсенал му рекол, така вели, дека од безбедносни причини му ја дале на употреба една друга ложа која е побезбедна и за која се плаќа, и тој рече дека и тоа ќе си го плати. Така што, не знам, ова го гледам малку како неискуство во политичките води, макар што од друга страна па тој не е од вчера и тој и возрастен човек и претпоставувам советници некакви, нели? Но очигледно не верувал дека за нешто што е 6000 фунти ќе му се ќе го влечат по медиуми, ама тоа е политиката и треба да се внимава на такви работи, посебно што конзервативците очигледно не се продаваат така лесно, вложуваат во медиуми и водат сметка, и сега и вие да не водите сметка, има кој да ви води сметка. Политичарите во Велика Британија се секогаш под лупа на јавноста и јавноста се создаде една атмосфера, чекајте, вие велевте дека ќе се борите против корупција, дека ама еве и вие исти како и предходните. Добро, и кај нас го има истото. Морам да се надоврзам дека и овде во политиката помеѓу медиумите се забележува. Меѓутоа не се става на тапет толку колку што кај нас во Велика Британија се прави. Има по медиумите задолжени да следат кој што прави од да се бараат грешки.
да се платени бараат луѓе грешки. да бараат грешки, па дури и да ги измислат, може би тие Па грешки. некогаш и ги измислуваат. Верувам дека е Некогаш така. и ги измислуваат, посебно таблоидите, мислам за да се продаде ова вестникот, Наслови. откако им забранија например на Сан најтиражниот таблоидот кој ќе им забранија на третата страница да ставаат голи женски, тие мора да смислат Начин за- нешто друго. Да. И тука имате што да ви кажам, Но наслови. не, не е измислам протестот кој што се случи вчера пред собранието. Зошто се протестираше во Лондон? Тоа нема врска, значи, со оваа тема со која зборуваме, повторно е напад кон новиот премиер. Има секоја недела има некакви протести во Велика Британија. Овој најновиот е заради тоа што средувајќи го буџетот во земјата, Кир Стармер и владата негова решија да го укинат додатокот за грејење во зима кој го добиваа пензионерите. Сега вака кога го слушате си велите лошиот Кир Стармер како можеше да го направи тоа, меѓутоа тоа е како пензиите, да објаснам, како пензиите во Македонија. Сите добија по 2.500 денари покачување. Што од една страна е фино, меѓутоа од друга страна, извинете, ама не е фер. Некој работел 30, 35, 40 години и ја добил одредената пензија, значи процентуално него нему или не им се зголемува пензијата, а некој на минималец добива 2.500. Таква урамниловка во Велика Британија нема. И ова беше обид на лабористите таа урамниловка да ја укинат, заради тоа што има пензионери со ниски пензии, меѓутоа има пензионери со повисоки пензии. И обидот беше очигледно недобро изменаџиран, да се одземе на пензионерите тоа и потоа да им се даде само на оние кои навистина имаат мали пензии. Едва е врзуваат. Не е укината, туку е укината за тие што имаат повисоки пензии. Не, укината е за да се реформира тоа. Така што малце го направија тоа како слон во стакларска работилница, дали како ќе го одменаџираат сето тоа останува да видиме. Меѓутоа, сите можности за свртување внимание на тоа, најдобро е протест да организираш и пред парламент или пред влада или пред. Така што тоа е тоа. Кога зборувавме, јас прашав што за Палестина, секоја недела има за Палестина против војната. Луѓето се научени да го изразуваат своето незадоволство излегувајќи надвор на улица, се собираат петиции и многу често тоа има успех. Значи, протестите кај вас се забележуваат. Се забележуваат и има успех. Резултат. Има успех заради тоа и тоа е собирањето потписи за петиции. Има правила колку, ако имате например над 100.000 или над 150.000 потписи, парламентот мора да расправа за тоа. Не може да каже, таму се собрале некои 100.000 луѓе, ќе ги игнорираме. Не може да се игнорира. Исто така и со пензионерите. Имам уште едно прашање за крај. Шефицата на кабинетот на британскиот премиер Стармер, Сју Греј, си даде оставка затоа што беше критикувана затоа што зима поголема плата од него. BBC го цитирам, вели дека имала 170.000 фунти, што е за 3.000 фунти повеќе од годишната плата на еден британски премиер. Како да го изанализираме ова, затоа што конкретно и повторно стигна критики кон премиерот и на негова адреса и за ова. Тоа беше исто така еден интересен случај. Целата оваа работа ја откри новинар на BBC кој кому му приде еден од советниците на Кир Стармер од владата, кој му кажа дека еве има негова колешка Сју Греј која зема поголема плата, значи да не беше
внатрешното незадоволство на советниците на премиерот, како она да зема поголема плата од мене, немаше никогаш да се дознае. Во Велика Британија нема проблем аналитичари, советници да земаат големи плати. Тоа не е проблем, плата се зема и врз основа на минатиот труд. Тој што работел по 20-30 години има стаж, му се наталожуваат разни проценти и бодови, така што нормално не се гледаше, освен ако не сакаме да бидеме малку злобни и зајадливи. Жената работи, жената има многу големи, има фантастично образование, има заслуги зад себе и тоа стигна до таа плата во не било ништо нелегално. Не би, апсолутно нема ништо нелегално, ама има еден израз во англискиот јазик, green eyes, демек злобни очи. И интересно е тоа што излезе од кабинетот на Кир Стармер, така што не знам како, со кој закон може да се донесе против љубомора и завист и злоба. Уште не е тоа откриено, не е измислено, но ете, тоа беше таа работа, таа поднесе оставка инаку. Тоа е најновото, заради тоа што рече дека не сака вниманието на јавноста да биде свртено кон нејза. Доблесно. Туку да си продолжи да работи. Сега е нешто за нации, региони, некој советник. Нормално не ја намалија платата. Жената е државен службеник. Само не е во кабинетот. 100 и кусур години, но не е во кабинетот. Тоа е. Скерле, благодарам многу за одговорите. Ми беше задоволство што имавме прилика во живо да се видиме и да го најавиме и во иднина и оваа сезона оној дел каде што еднаш неделно ќе имате можност и прилика да ја гледате Жанита Скерлев со незините дискусии или писма од Лондон. Ви благодарам што сте заедно со Слободен печат. Бидете и понатаму на вашиот омилен медиум.